Здравейте, повторно се вративме во нашата училница и имаме повторна час по математика. Така Што е. учиме? Добар ден на сите ученици. Добар ден. Денеска имаме множење со 10, со 100, ама имаме и делење со бројот 10 и делење со бројот 100. Супер. Значи, за да можеме да множиме, треба да знаеме што представува множење со бројот 10. Скратено собирање. Кога Со бројот 10. еден број го зголемуваме 10 пати, го множиме со 10. Еве, овдека имаме еден пример, 8 по 10, запиши, или јас да запишам? Еве, јас ќе запишам. Ајде, Не е Ана. проблем. Запиши 8 по 10, избриши ги Да. Срцињата од активностите од претходниот час. Ама големи срциња си нацртал, Лука. Па, Така растеше Така ми дојде. низата. Мораш. Добро. Добро. 8 по 10. 8 По 10. по 10. Тоа е еднакво на колку десетки? Тоа е 80. 8. Пиши 8 десетки. 8 десетки или 8 10? Така. Десетки. Е еднакво на, кажи го си 80. бројот, 80. Еве, имаме друг пример. 18 по 10. Тоа е еднакво на 18 десетки. Така. Десетки. А тоа Или ќе е еднакво на 180. Сега, овдека јас имам една табела, која што ќе ја разгледаме. Го имавме бројот 8 и го множиме по 10. Што тоа значи? Дека овој број, цифрава 8, ќе ја смени својата месна вредност. Од единици преминува во десетки и се движи, цифрата се поместува за едно место во лево. Значи се зголемува 10 пати. Затоа го добиваме бројот 80. А кај местото на единиците запишуваме 0. Во вториот случај, кај што имавме 18 по 10, цифрата 1 се помести за едно место и од месна вредност на десетки премина во стотки, а единиците од месна вредност единици преминаа во десетки. Кај единиците запишуваме 0 и го добивме бројот 180. Да. Оваа табела треба да ни послужи за да разбереме кога множиме со 10 дека се поместуваат цифрите налево за едно место. Еве го и наредниот пример, 123 по 10, Ајде. запиши го, Ана. 123 по 10. Е еднакво на 123 десетки, или тоа е бројот 1230. Аха. Разбравте? Сега ми е јасно. Сега гледај. Еве го, нели си го запишуваме бројот? Стотки, десетки, единици, 123 единици, 2 десетки и една стотка. Што се случува кога множиме со 10? За едно место цифрите се поместуваат во лево. Сега, стоткиве преминаа во илјади, десетката премина во стотки, единиците во десетки и кај единиците Секојаш пишуваме 0. 0. Затоа секојаш Да. 0 има на крај, бидејќи секоја бројка завзема ново место, а го остава првото место слободно или понатаму. Така. Значи, затоа го имаме бројот 1230. Супер. Ајде да видиме што Ова е се многу случува. интересно објаснување, многу ми помогна, навистина. Сега, кога имаме делење со 10. Знаеме дека делењето е спротивна операција на множењето. Така. Проверка правиме на делење со множење и погледни сега што се случува кога ќе делиме со 10. Еве, запиши сега 30 делено на 10. 30 делено на 10. Да видиме како ќе се Тоа е- движиме, застани, да објасниме. Значи, еве го бројот 30. 0 единици и 3 десетки. Сме ги наместиле како што треба. Да. Кога делиме со 10, бројот се намалува за 10 пати. Сега не се движиме веќе во лево, туку Во се десно. движиме, цифрите се движат на десно. За едно место, затоа што ние делиме со бројот 10. И сега, еве ја стрелката, од десетки, цифрата 3 преминува во единици. да. И го добиваме бројот 3. Пак обратна постапка. Да. 1200 делено на 100. 1200. Сега идеме со 100.
Така, Што два пати. значи, кога делиме со 100, дека бројот го намалуваме 100 пати. Ако ние си го запишеме бројот, еве го 1200, 0 единици, 0 десетки, 2 стотки и 1 илјада. Значи, кога делиме со 100, сега што ќе се случи? За две места ќе се поместиме во лево. Еве сега, десетката премина во илјади, Да. единицата премина во стотки, овдека немаме 0, 0 Мислите во запишуваме. десно, така? Да. И го добивме бројот. Пардон. Значи идеме на десно, да. Значи, илјадарката премина во десетка, стотката премина во единици. И го добивме бројот 12. Да. Ете го. А кога ќе Добро. множиме ќе биде на лево. Да, ќе биде на лево. Јас кажав на десно, се движев Нема на... проблем. Добро. Трема. Ама е супер бидејќи Добро. сега разбирам според овој Како е оно принцип, делувањето со да. запирки и децимали кога множиме, делиме Така, со 10 и со 100. Добро. Да го разгледаме и следново делење. Значи имаме 15 делено на 10. 15 Делено на 10. делено на 10. И да видиме овдека што ќе се случи. Овдека веќе ќе ни се јави, нели, децимален број. Да. Зашто? Затоа што сега, ако едно место одиме надесно кога делиме, бројот го намалуваме, десетката преминува во единица, а единиците преминуваат во десетини. Значи, после запирката преминува оваа единица Така. и затоа го добиваме 1,5. Така е. Запиши, Оу. Ана. Ова ми е преинтересно. Сега, цифрите се поместија за едно место надесно, Да. како што видовме, и добивме децимален број со едно децимално место. Тоа се десетини. Така. Сега да го поделиме бројот 256 делено на 100. 256 делено на 100. Да. Да видиме што ќе се случува. Значи, еве ги, стотки, десетки, единици. Значи, после запирката имаме десетини и имаме стотини. Така. Сега, кога делиме со 100, за две места се поместуваме надесно. Значи, бројот се намалува за 100 пати. Стотките преминуваат во единици, еве ги две места. Десетката, па единицата, а десетката преминува во десетини, после запирката, и единиците преминуваат во стотини. Затоа добиваме 2,56. Значи, цифрите се поместија за две места надесно и добивме децимален број со две децимални места. Така. Да заклучиме сега. Значи, кога делиме со бројот 10, цифрите се поместуваат за едно место надесно, како што видовме во табелата. Кога делиме со 100, цифрите се поместуваат за две места надесно. Во случајот со множењето, цифрите се поместуваа налево, ако е со 10 за едно, ако е со 100 множиме, ќе се поместат за две места во лево. Сега овде еве имаме некој пример да го решиме. Ајде да пробаме. Може? Јас мислам дека Да, може треба да да го пробаме, да. испробаме. Ајде. 80 80 делено на 10. 80 делено на 10. Сега значи за едно место, за едно цифрава ќе се помести и ќе дојде на местото на единици и ќе го добиеме место бројот. 8. Така е. Ајде. Ајде, може не? Ајде, 40 делено на 10 40 делено на на 10. Да видиме што ќе Исто се ќе случи. помести. Исто се Едно поместува место за едно И место. ќе си дојде 4. Односно може да го И представиме. сега, местната вредност со десетки преминува во единици. Еве, ќе го запишеме Д и Е. Со тоа 10 пати сме го намалиле бројот. Така, Ајде, Ајде, Имаме 110 делено на 10. 110 Делено на 10. на 10. Тоа е 11. Точно така. Значи, нулата Да. отпадна. Кога имаме ваков пример, се кратат Нулите. нулите. Да. И овде уствари се може да се кратат, и овде може да се Да. кратат. Сега запиши 39 делено на 10. 10. Сега веќе Чекај, сега не можеме да кратиме, затоа што овдека немаме нула. Да. Сега ќе си го примениме правилото според табелата. Значи, овој број
цифрата 3 Така е. преминува за едно место во единици. Во единици. 3, ставаме одма запирка после Запирка и единиците деветка. и имаме десетини. И еве го точниот број. Ајде. Значи, доколку знаеме како функционира табелата, кога имаме множење и делење со 10 или 100, тогаш ќе ни биде лесно и да ги определуваме Така. овие броеви. Ајде, него сега потежок нешто со пример. множења, бидејќи овде има само со делење. Чекајте, сега имаме Со еден стотка. работен лист, ај отворете го, ова беше? Ајде. Чекај да видам. Ова е. Ете. Имаме тука повеќе задачи. Дајте ми некоја тешка наставничка, ја пробам. Тешка. Нема тешко, ако се Нема знае. тешка, така. Ајде, 20 по 10. 20 по 10. Значи одат Внимавај, налево. сега идеме налево. Одат налево. Сега Така. оп, овде си Сега зазема. двојката Ако од овде е десетки, единици, ова така е стотки. премина во стотка. Така што станува 200. 200. Така. Или кога множиме се, всушност се додаваме само Едната нулата. нула. Да. 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 Добро, ајде имаме 27 по 10. 27 по 10. 100. Наставнички да ставиме. Или Ајде, 10. може по 100. Да биде потешка, а? Ајде По по 1000. 100. По милион. Ајде, како ќе идеме сега? Ке- За две места идеме За две налево. места, така, налево И ги додаваме 2700. Браво, многу тешка задача. Многу тешка. Да. Добро, ајде идеме Ајде. 730 по 10. 730 по 10. А малку потешка. Добро. Значи си движат сите Добро. надесно, ја пак ќе си Така. го примерам тоа. Примени си го, убаво си пишуваш. Еве го, добивме 7300. А доколку има... Аха, може ли да пробаме еден пример? Било кој Пробај. број, кажете ми. 35. 35, еве. Значи, поентата, може ја малку каснам со мислите, но зависи колку нули има тука. Значи, еве ќе ставам Добро. повеќе нули. Ќе Добро, ставам... не претирувај. Да. Ќе ставам повеќе нули. Добро. Ова врз тоа колку нули има, врз база на тоа, Да. овој број Толку ќе места се ќе зазема поместува. повеќе места. Да, Значи, точно, овие нули да. го бутаат овој број Да. на навак. Да. Така, ајде да видиме Да, сега. ако е множење налево, ако е делење надесно, го намалуваат. Сега да пробам. Ајде, пробај. Ова е се единици, ова се десетки. Ништо Ова е помножи еден, са два, три, 35 четири, по пет. 1, 35 по 1 Да, и додади да, ги нулите. да, така е. Колку нули имаме? 1, 2, 3, 4, 5. Ајде да видиме кој го добивме. 1, 2, 3, 4, 5. Добивме бројот. 350.000. Да. Да не сгрешиш. Или 1, не? 2, 3, 4, Не. 5, не. Значи тука не. имаме Тука имаме 3 милиони и 500.000. 3 милиони и 500.000. Ова ни е домашната задача? Да, ова е домашната задача. Имаме уште време? Па не, мислам дека Добро. толку сме со овој час, Добро. меѓутоа Ова е значи домашната, а имате задачи и во работната тетрадка. Супер. Да, одлично. можете да повишите. Дечки, благодарам. учете со разбирање, не на памет, бидејќи математиката се учи само со разбирање и наоѓајте логични решенија на работите. Се гледаме во следен час. Повторна математика. Видување.